Зрзе е убавина која боли. Боли колку што боли носењето на крстот, украсот на Вселената. Ова се зборовите со кои игуменот на манастирот Свето Преображение Зрзе, отец Климент, често пати знае да ја објасни небесната убавина на ова место. Тој заедно со своето братство од 7 монаси живее тука веќе 20 години. После 2 децении на макотрпна работа и голема поддршка на владата во последниве неколку години, тие конечно добија комплетно нов дом. Се изградија и осветија новите монашки конаци во ова светилиште. Процесот на реконструкција на целиот овој манастирски комплекс во Зрзе траеше 7 години. Започна во 2008 година со подготвување на документацијата и проектите. Потоа, во 2010 година беше изграден прво владичкиот конак, кој што е сега седиште на владиката Климент, кој што е воедно и игумен на овој манастир. А сега пак свечено беа пуштени во употреба новите монашки конаци, каде што ќе бидат сместени келиите на монасите, а исто така и голем број на работилници за изработка на икони. Отец Климент вели дека тие конечно ја постигнале својата цел за материјална и духовна обнова на манастирот. Значи овдека заедно со браќата, со монасите во Зрзе доживуваме и преживуваме и се надградуваме на монашкото предание, а во текот на животот моравме сето она што теков на животот го носеше да го превземеме, а пред се беше материјалната и духовната обнова на ова место. Тоа значи дека беше дадено просто на нашата генерација да ги обновиме конаците во кои што живееме, и монашкиот конак, и владичкиот конак. Истовремено со археолошките истражувања превземени од Министерството за култура се открија културни монументи. Кога зборам за нив, пред се мислам на средновековната пештерна населба од 9 век, која што се откри на Карпата. Потоа ранохристијанскиот слој на манастирот, тоа е на самото камено плато, базиликата со гробницата на локалниот мартир, и почна процесот на реконструкција кој што на конаците, кој што траеше буквално речиси 7 години. Целиот проект за обнова на ова духовно светилиште чинел околу 92 милиони денари, пари обезбедени од Министерството за култура. Од таму велат дека ова бил еден од покапиталните проекти кои се реализирале во Прилепско. Интензивно, морам да кажам, со голема посветеност, со многу љубов се работеше на овој значаен проект, на оваа значајна инвестиција, каде што се реконструираше и се возобнови целосно монашкиот и владичкиот конак на површина од 1300 метри квадратни, целосно партерно уредување и нешто што од огромно значење ставање во функција на работилницата, каде што работат нашите монаси во изработката на голем број на икони, копаничарство и продолжување на традицијата која што е карактеристична за манастирот во Зрзе. Со препишувачките школи, со копаничарството и сета таа уметничко делување на монасите во овој простор. Секако сето тоа го зголемува значењето како културно наследство на овој манастирски комплекс. Зрзеските монаси ја возобновија токму оваа традиција на познатата зрзеска иконописна работилница, за која што знаеме дека постоела уште во 14 век. Паралелно со иконописот, тие сега имаат и работилница за длаборез и линорез. Сите овие ателеја ќе бидат сместени во новите конаци. Овие две икони што се наоѓаат позади мене, иконата на Зрзескиот Христос и иконата на Богородица Пелагонитиса, се едни од најпознатите икони на таа зрзеска иконописна школа. Она што пак интересно е да се каже дека ова е можеби единствената црква во светот каде што иконите на Богородица и на Христос се обратно поставени на иконостасот. Имено, во сите останати цркви, иконата на Богородица се поставува од десната страна на иконостасот, додека таа на Христос од левата. Тука ситуацијата е обратна. Според црковното предание, глас од иконата на Богородица Пелагонитиса му се јавува на самиот автор на таа икона, јеромонахот Макари, и му вели дека иконата на Богородица сака да стои токму на ова место каде што се наоѓа денес, затоа што иконата не сакала да врти грб на незиниот син.
Новите конаци ги освети архиепископот на МПЦО господин Стефан, како и надлежниот митрополит Преспанско-Пелагониски Петар, кој пак од денешна перспектива се потсети на времето кога пред 20 години манастирот бил вистинска руина. Се благословува овој дом со помазувањето на осветениот елеј во името на Отецот Амин и Синот Амин и Светиот Дух Амин. Благословот Божи беше тој кога дојдоа првите монаси тука со нашиот благослов, кои не избира убави манастири, туку го избра овој манастир кој беше во најлоша состојба во тоа време. И ете, кога кажавме ние дека навистина овој манастир ќе стане една прекрасна преобразба, како што некогаш бил, дури не ни се веруваше на сите нам, денес веќе можеме слободно да речеме дека станува гордост не само на нашата епархија, Преспанско-Пелагониска, туку станува гордост и на Македонската православна црква, но не помала гордост и на цела Македонија. Архиепископот Стефан истакна дека македонските манастири биле многу повеќе од едноставни културни и историски споменици. Според него, тие биле тивки пристаништа за народот и во најсилните бури. Тие за нашиот народ биле тивки пристаништа и во најсилните бури и најтешките страдања. Биле и се наши духовни бедеми, наши Сиони и Голготи, но и места за наши преображенија и воскресенија. Ете зошто се толку значајни нашите манастири, зашто се места за молитва и непрекината духовност, места каде што на Бога му се богослужи, каде што монасите и монахините вложувале и се вложуваат во љубовта кон Бога и ближните. Но живи се и вистински живеат само оние манастири каде што има монашки братства и сестринства. И секогаш и секаде само црква со бројно монаштво е силна црква и силата на секоја помесна црква е токму во незиното монаштво. Манастирскиот комплекс Зрзе со векови бил главно црковно и епископско седиште во овој регион. На само 500 метри од манастирот беше откриена ранохристијанска базилика, која што датира некаде од 5 или пак 6 век. Во 2008 година тука беше откриена и цела монашка населба од 9 век. Археолошките истражувања од 2008 година докажаа дека во Бигорната карпа, врз која што изграде манастирот, постоела монашка населба која што датира од 9 век. Таа монашка населба била распределена на 7 ката во оваа карпа. До сега се откриени околу 30 на простории, пештерни цркви, тихувалишта, келии, кои што тогаш биле ставени во служба на монашкото братство кое што живеело во оваа карпа. Нареден проект кој ќе го поддржи Министерството за култура во Зрзе е реконструкција токму на оваа Бигорна карпа. Биле многу благодарни доколку се продолжи со процесот на реконструкција на монашката средновековна населба, бидејќи од самите археолошки истражувања на повидок излегоа толку релевантни факти што многу лесно може да се реконструира оваа средновековна населба, а тоа е многу потребно за денешниот човек на 21 век да има чувство за тоа како живеел средновековниот човек и средновековниот монах со едни поинакви вредности од овие кои што денешниве во конзумерското општество се актуелни. Затоа мислам дека ќе се дополни целиот проект ако се случи реконструкција на монашката населба. Изградбата на новите конаци, како и комплетната реконструкција на овој комплекс, се очекува да придонесе за развој на така наречениот манастирски туризам.
За тоа секако придонесува и новоизградениот асфалтен пат до Зрзе, инвестиција на владата тешка 80 милиони денари. Ова наше светилиште е од големо значење, особено за општина Долнени. Од денес, значи, овој манастир ги отвора вратите за сите добронамерници во Ново Руво. Ги поканувам сите добронамерници масовно да го посетуваат ова светилиште. За тоа секако ќе му помогне и ново реконструираниот локален пат село Костинци, село Зрзе во должина од 7 километри. Така да многу е олесен пристапот до ова светилиште. Прекрасно беше чувството денес да се присуствува на осветувањето на еден од најубавите манастири во Македонија, кој е во околината на Прилеп, тоа е манастирот Зрзе. Навистина со ова се добива еден прекрасен манастирски комплекс кој ќе биде достапен за сите православни христијани, за сите посетители, добронамерници туристи. Прилеп и овој крај ќе добијат една навистина големо значење на овој дел од Балканот за развој на тој манастирски и културен туризам. Да напоменам дека и инфраструктурата скоро до сите од овие манастири е реализирана во овој период, што значи и достапноста на самите туристи и посетители е овозможена безпрекорно. Од Министерството за култура најавија дека наскоро ќе започне и обновата на опожарените конаци на манастирот Трескавец кај Прилеп. На наше огромно задоволство сакам да информирам дека ние не застануваме тука, нели по возобновувањето на Бегорскиот манастир, сега и возобновувањето се разбира на конаците на манастирот во Зрзе, продолжуваме со возобновување значи на изгорените конаци во Трескавец. Имавме и состанок со фирмата која што го доби тендерот, која што веќе ги има подготвителни работи на самиот локалитет, на самиот комплекс. Они веќе интензивно на крајот на март, почетокот на април започнуваат со изградба на опожарените конаци во Трескавец, се со цел да го зачуваме нашето вредно културно историско наследство, се разбира, и да го ставиме во функција на една туристичка промоција, бидејќи сепак Прилеп е град со големо историско и културно наследство, со многу значајни манастири и манастирски комплекси, така да манастирскиот туризам се разбира дека е од огромно значење за Прилеп и заедно и со локалната самоуправа се разбира ќе продолжиме во функција на унапредување на културниот развој не само во Прилеп, туку и во нашата држава. На заминување од ова место кое се наоѓа некаде помеѓу небото и земјата, екипата на ТВ Нова го посети новоизградениот манастирски метох. Од минатата година возобновен е и манастирскиот метох Свети Никола, кој што се наоѓа веднаш под манастирот Свето Преображение Зрзе во непосредна близина и на самото село Зрзе. Тука во овој метох се наоѓа и црквата посветена на Свети Никола, која што датира од 14 век. Таму живее монахињата Лидија, која ја возобновува работилницата за шиење на монашка облека и свештенички одежди. Се надеваме дека оваа кратка репортажа ќе биде дополнителен поттик за сите оние кои досега не го посетиле ова место, да дојдат тука и да го почувствуваат вистинскиот духовен мир кој владее во Зрзе.